Добар ден, почитувани гледачи, попладневно издание на Дневникот. Да го видиме краткиот опис што се случуваше денес во регионот и земјата. 400 компостери за домакинствата од југоисточниот регион на Македонија ќе бидат доделени преку јавен повик како дел од проектот во кој партнер е на Центарот за развој на југоисточниот плански регион. Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче се подготвуваат за одржување на отчетната седница. Градската библиотека Гоце Делчев од Гевгелија го одбележа патронниот празник како и 145-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев. Поводот беше искористен за организирање на книжевна вечер. Започнуваме со Дневникот. За Македонија неопходно е што побрзо да се формира влада, без оглед на тоа кој се ќе биде во истата, а се со цел земјата да продолжи на патот кон интеграција во Европската Унија, изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар. Тој вели дека политичките партии сами треба да одлучат каква влада ќе формираат. Важно е истата да биде силна, но и поддржана од опозицијата, без разлика која политичка партија ќе биде опозиционна. There's nothing I can не би имал ништо да додадем од мојата изјава која што изјавив минатата недела, освен тоа дека ние со нетрпение очекуваме формирање на новата влада. Како што имам изјавено и порано, ние гледаме дека сите политички партии во земјата ја поддржуваат агендата на ЕУ. И ние веруваме дека токму ова ЕУ агенда е центарот или ткивото кое што би ги обединело сите политички партии во вашата земја. И таква агенда секогаш ќе има потреба од широка поддршка, не само од страна на владините или партиите кои што се на власт, туку исто така и од опозицијата. Значи, откако ќе пристигне комесарот Хан во вашата земја, но исто така ќе има билатерални состаноци со политичките лидери во вашата земја, исто така и со други чинители. Мислам дека со неговото доаѓање он ќе добие подобар впечаток и од прва рака во врска со тоа каде стоиме и на кој начин ние како Европска Унија можеме понатаму да ја поддржиме земјата. Во средните училишта денеска ќе бидат објавени резултатите од екстерното тестирање на учениците од завршните години. Државниот испитен центар денеска соопшти дека приговор на резултатите ќе може да се достави во училиштата каде на учениците ќе им бидат овозможен и увид во тестот, а конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 13 февруари. За учениците кои биле оправдано отсутни ќе биде организирано дополнително тестирање кое ќе се спроведе на 27 февруари и 2 март. Државниот испитен центар истакнува дека јануарската сесија од екстерната проверка на постигањата на учениците од завршните години на средното образование поминала во најдобар ред и генерално без проблеми. Со тестирањето беа офатени 19.178 ученици кои беа тестирани по 2 предмети во 2 дена. Од страна на училиштата пријавени се само 4 прашања со технички проблеми од вкупно 103.300 прашања од објавената база. Дополнителни 105 стипендии за академската 2016-2017 година за студентите кои се запишани на додипломски студии по хемија, физика и математика. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски појаснува дека ваквиот тип на финансиска поддршка е инициран од потребата за овој дефицитиран кадар на пазарот на труд. Во рамки на редовниот конкурс на Министерството за образование и наука за доделување на стипендии за студентите од државните и приватни универзитети во земјата, оваа академска 2016-2017 година, за прв пат предвидовме доделување на стипендии за студенти кои се запишани на додипломски студии по хемија, физика и математика и кои оствариле просек од минимум 7 во текот на претходното образование на соодветната високообразовна установа. Овој тип на финансиска поддршка е инициран од реалната потреба на овој исклучително дефицитарен кадар на пазарот на труд во Република Македонија.
Целта е да се поддржат постојните студенти кои веќе студираат на овие катедри, но истовремено да се стимулираат идните генерации при изборот на понатамошното образование. Предвидовме да бидат доделени 105 вакви стипендии, 70 за припадници на македонската заедница и 35 за немнозинските заедници во земјата, во месечен износ од 18.000 денари, и тоа за период од 9 месеци во текот на годината. Продолжуваме со настаните од југоистокот. 400 компостери за домакинствата од југоисточниот регион на Македонија ќе бидат доделени преку јавен повик како дел од проектот во кој партнер е на Центарот за развој на југоисточниот плански регион. Целта е да се подигне јавната свест за намалување на количините отпад, а истовремено да се научи истиот да се преработи и реупотреби, со што крајниот резултат би бил поголема заштита на животната средина. Размислуваме за компостирање, посветени на одржување на органскиот синџир е проектот кој југоисточниот плански регион ќе го имплементира во партнерство со Асоциацијата на југозападни општини од Република Бугарија. Денес се одржа првата пресконференција на која јавноста се запозна со проектот, неговите цели, активности и повеќе околу компостирањето и придобивките кои ги носи процесот. Како што истакна директорката на Центарот за развој на југоисточниот плански регион Жулиета Ѓуркова во презентацијата, главна цел е да се подигне јавната свест за намалување на количините отпад, а истовремено да се научи истиот да се преработи и реупотреби, со што крајниот резултат би бил поголема заштита на животната средина. Целта на проектот е спроведување промотивни активности за бенефитите од компостирање, зголемување на свеста кај граѓаните за заштита на животната средина, интензивирање на прекуграничната соработка помеѓу луѓето, институциите од двата региони, стимулирање на заедничка соработка за управување со предизвиците во регионот во однос на богатството на органскиот отпад во прекуграничниот регион преку искористување на потенцијалите за компостирање и претварање на органскиот отпад во корисно органско ѓубриво. Со проектот ќе бидат опфатени сите 10 општини од југоисточниот регион на Македонија и уште 17 општини од југозападна Бугарија. При тоа ќе бидат набавени 800 компостери, од кои половина ќе бидат наменети за домакинствата од југоистокот, а останатите за домакинствата во регионот на проектните партнери. Доделувањето на компостерите ќе биде преку јавен повик, а дополнително ќе се организираат инфоденови за сите оние кои ќе ги добијат компостерите со цел подобро разбирање на процесот и нивна правилна употреба. Ќе биде распишан јавен повик преку кој ќе се повикат сите заинтересирани граѓани да аплицираат за да може да добијат компостер, и предвидено е сите оние што ќе добијат компостер со нив да бидат организирани инфоденови за компостирање. Ќе бидат спроведени работилници за потенцијалите за компостирањето и ќе биде подготвена студија за потенцијалите за искористување на компостирањето во прекуграничниот регион. Компостирањето како процес не е доволно застапен во Македонија, па и на југоистокот, иако досега имало неколку обиди за тоа. Процесот се состои во тоа што отпадот наместо да заврши на депонија, преку селектирање да се собира, компостира и да биде претворен во органско ѓубриво. Со намалувањето на отпадот ќе се добие поздрава и поубава животна средина, што всушност е целта на овој проект. Компостирањето ја подобрува структурата на почвата и овозможува да се задржат хранливите материи, влагата и воздухот за подобрување на растот на растенијата. Проектот ќе вклучува изработка на промотивни видеа, брошури во кои ќе биде презентиран целиот процес на компостирање, стимулација и интензивирање на прекуграничната соработка меѓу граѓаните и институциите, но и претварање на органскиот отпад во корисно органско ѓубриво. Меѓу активностите од овој проект спаѓаат и инфоденови, работилници, студии и тренинзи за компостирање во прекуграничниот регион. Планирани се и 2 студии за анализа на потенцијалите на компостирање во пограничниот регион. Студиите ќе содржат информации за потенцијалите за компостирање со кои располага нашиот регион, како и бенефитите од употребата на овој процес. Проектот е финансиран од Европската унија преку Интеррег ИПА, програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија. Ќе се имплементира 15 месеци, а вкупниот буџет за реализација изнесува 117.000 евра. Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче се подготвува за одржувањето на отчетната седница. Како што истакна претседателот Јордан Костадинов, 2016 година беше доста значајна и успешна за пензионерите.
Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче деновиве ги прави последните подготовки за одржување на отчетна седница. Како што истакна председателот на Сдруженијето Јордан Костадинов, на 15-ти овој месец извршниот одбор ќе ги разгледува материјалите и ќе поднесе извештај за целокупната работа на Сдруженијето во текот на 2016 година, но и финансиски извештај, односно завршна сметка. Тој истакна дека изминатава година беше доста успешна за пензионерите. Оваа година ќе се памети и по тоа што добивме многу признанија како Сдружение и како Сојуз во целина. Само да спомнам, кога го одбележувавме јубилејот на 16 септември во Скопје, за прв пат Сојузот доби повелба на Република Македонија во името на сите пензионери, пошто тоа, како рече председателот на државата, е заслуга на сите пензионери. Според Костадинов, со пензионирањето пензионерите престануваат со работните обврски, но не престануваат со општествените активности. И затоа, како што вели, тие постојано учествуваат во различни општествени активности. Тој вели дека нив не ги спречуваат ниту временските услови, односно дека се активни во текот на целата година. Пензионерите и денес учествуваат во повеќе општествени активности, иако времето беше неповолно, успеа неколку пензионерки да се вклучат на денот на пошумувањето и во реонот на село Сулдарци во снег засадија неколку дрвца. Исто така се вклучуваат и во други општествено корисни активности. Она што беше значајно за Сдруженијето во изминатава година, како што вели Костадинов, е добивањето на нови простории и одсега сместувањето на Сдруженијето е бесплатно. Градската библиотека Гоце Делчев од Гевгелија го одбележа патронниот празник, како и 145-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев. Поводот беше искористен за организирање на книжевна вечер на тема македонскиот јазик и македонската книжевност. Градската библиотека Гоце Делчев од Гевгелија го одбележа патронниот празник, како и 145 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Поводот беше искористен за организирање на книжевна вечер на тема македонскиот јазик и македонската книжевност, на која присуствуваа професор Димитар Пандов и академик Ѓорги Старделов. Домаќинот и организаторот на оваа вечер во своето обраќање истакна дека библиотеката е формирана далечната 1945 година со почетен фонд од 500 книги и еден библиотекар, за да денешниот број на книги изнесува 60.000 наслови и број 800 членови. Библиотеката овозможува лесна и глобална достапност до информациите, нивно преварување и зачувување, како и брз трансфер на знаење. Тие му овозможуваат на секој поединец пристап до широкиот и разновиден спектар на податоци, идеи и мислење. Библиотеките имаат важна улога во развојот и градењето на едно демократско општество. Поранешните библиотеки ги опишуваме како центри, каде е складиран и организиран сместен библиотечниот материјал. А една од главните улоги денес и во иднина е поттикнување на употребата на информацијската и комуникацијска технологија, се со цел да се возможи што поедноставен и побрз пристап до саканите информации. Музичка поддршка на настанот дадоа Илија Атанасов на гитара и Сузана Стефанова на флейта, а најверните читатели добија скромни подароци. Со експерименти по предметот хемија, насловени како магијата на хемиската наука, учениците од основното училиште Кочо Рацин се представија пред своите гости од Турција, Германија, Италија и Унгарија на вториот ден од проектот Сагите во Европа, кој е дел од образовната програма на размена Еразмус+. Со заеднички престој на часовите, работилници и прошетки низ Дојран, учениците од основното училиште Кочо Рацин во Нов Дојран ја почнаа дружбата со своите соученици од 4 европски држави, како нивни домаќини во рамките на Еразмус+ образовната програма. Се до петок ова основно училиште ќе биде домаќин во проектот Сагите во Европа, во кој учествува со 4 училишта од Турција, Германија, Италија и Унгарија. Според директорот Кирил Изов, ваквите настани се од големо значење за училиштето и учениците, бидејќи се убав пример за размена на искуство. Сите деца се сместени во своји другарчиња, ученици од нашето училиште Кочо Рацин, додека наставниците се сместени во хотел во Дојран.
и активностите според однапред предвидената агенда веќе течат. Денеска е втор ден од таа агенда. Функционира за сега се добро и се надеваме дека како што го започнавме, така и ќе го завршиме овој целокупен проект кој што треба да заврши во петок на 10.2. Наставниците од европските држави велат дека она што прво го забележале во македонското основно училиште е дека се работи за помала образовна институција од оние на кои се навикнати, со помал број на ученици во оделенијата и дека наставниците можат повеќе внимание да им посветат во процесот на образование. Да, за мене како наставник и за мојот колега е прв пат да сме во македонско училиште и за учениците исто така што ова е ново искуство. Во Германија е вака. Учениците се повеќе одделени на повеќе различни нивоа, значи имаме нижо средно училиште и средно училиште, како и основно училиште. Например, ако учениците имаат помал успех, одат во нижите средни училишта. Ако се подобри во успехот, одат во средните училишта и тоа е главната разлика. Доаѓаме од Италија, од Васто, мал град близу до морето, и ова е мое второ искуство со Еразмус програмата. Јас сум дел од уште еден Еразмус Плюс проект, кој ги вклучува и наставниците, не само децата. Сакаме да ги представиме саѓите на државите учеснички со цел да споделиме искуства и традиционални обичаи. Посетата на учениците и наставниците од Еразмус Плюс програмата ќе заврши со прошетка во главниот град Скопје и прием кај градоначалникот на општина Дојран. Почитувани гледачи, следуваат настаните од светот. Да ги проследиме. Два земјотреса со интензитет од над 5 степени според Рихтеровата скала утрово се регистрирани во регионот на источниот дел на Егејското море. Како што објавија грчките медиуми, во регионот на грчкиот остров Лесбос бил регистриран земјотрес со интензитет од 5,3 степени според Рихтер. Потресот кој бил во епицентар на 15 километри од турскиот брег на Егејското море бил почувствуван и на островот Хиос, но засега нема податоци за предизвикани материјални штети. Турските медиуми пак јавија дека во регионот на турскиот град Чанакале предпладнево бил регистриран земјотрес со јачина од 5,2 степени според Рихтер кој се случил на длабочина од 6,5 километри под површината на земјата. По овој биле регистрирани уште два потреси со интензитети од 4,6 и 4,3 степени според Рихтеровата скала. Кинескиот милиардер и сопственик на компанијата Алибаба, Джек Ма, предупреди дека војната ќе почне тогаш кога ќе престане трговската размена. Говорејќи во Мелбурн на отварањето на седиштето на Алибаба за Австралија и Нов Зеланд, Ма рече дека сите се загрижени поради трговските војни. Доколку престане трговијата, почнува војната, нагласи кинескиот милиардер. Ма, кој минатиот месец се состана со американскиот председател Доналд Трамп, вети дека неговата компанија ќе помогне во создавање на 1 милион работни места во САД. Кора се граде од дрва во главниот град на Виетнам од луѓе кои веруваат дека таа е лек против рак, јавија локалните медиуми. Повеќе од 40 дрва од видот каја се оштетени од централниот дел на Ханој во текот на изминатите 7 дена. Според локалната традиционална медицина, кората од дрвото може да лекува канцер, иако модерната медицина се уште нема докази за тие тврдења. Слична таква акција во која биле уништени 10 дрва била извршена во изминатите месеци, изјави представник на градските власти. Американскиот председател Доналд Трамп упати остри критики за американските медиуми и посебно кон весникот Нью Йорк Таймс, кој напиша дека новиот председател е во изолација во Белата куќа, а неговите соработници немаат никакво искуство. Слабиот Нью Йорк Таймс објави измислици за мене. Веќе 2 години се прават погрешно, а сега измислуваат стории и извори, напиша Трамп на Твитер. Во неделата Нью Йорк Таймс објави напис според кој во Белата куќа има многу мала екипа која не знае ништо за дејноста на федералната влада.
И уште една информација за овој дневник. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, почест до предпладневните часови. На планините ќе има повремен снег. Ќе има и услови за појава на грмежи, особено на југоистокот. Ќе дува слаб ветер од променлив правец, а попладне слаб до умерен од северен правец. Температурата ќе се движи од 5 до 12 степени. Утре ќе има почести сончеви периоди и претежно на југот од земјата. Температурата ќе биде во опаѓање, но утринските температури ќе останат околу нулата. На крајот на работната недела ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд и снег, претежно на југозапад. За време на викендот малку постудено, а повеќе сонце ќе има во недела. Почитувани гледачи, ова беше се за овој дневник. Следното издание е во 20 часот. До тогаш имајте пријатен ден. Пријатно.